време е за првиот утрински разговор, а него ќе го води мојата колешка Искра. Нејзина прва гостинка е господјата Милка Тримчевска, директорка на Бирото за развој на образованието. Добро утро за двете. 1 септември е и сите помалку или повеќе се чувствуваме како деца, возбудени, да. Иако не сме одамна во клупа Искра, јас ја имам истата возбуда и како денеска го паметам денот како бев облечена во прво оделение. Значи не памти што си научила од првиот ден, ама важно како си била. Памтам колку силно ја држев раката на татко ми, да, и колку не сакав да ми ја пушти, но тоа е што е. Добро утро, среќен почеток на учебната година и повелете, верувам дека многу од гледачите со нетрпение очекуваат да видат какви новитети имаме ова учебна година. Да, со оглед на тоа што бевме со години наназад измачувани и избунети од разноразни идеи што ги слушавме, еве сега ни се разбистри малку се. Ти благодарам, Сузе. Добро утро. Чест ми е што сте ни овде, со оглед на тоа што не само што прв пат ни гостува директор на Бирото за развој на образованието, туку лично мене, не знам, Сузе, кај тебе, дали воопшто некој досега од Бирото има гостувано? Не, така што да, како рекоме, да разбистриме некои работи. Но ајде да почнеме, еве, од 1 септември, значаен ден за секој еден кој што е просветен работник, дел од тој образовен процес, но еве каков е овој ден за вас лично и за вас вработените во Бирото? Добро утро и благодарам за поканата и особена чест ми е што сум прв гостин од Бирото за развој на образованието и сметам дека во текот на нашиот разговор и гледачите ќе осознаат малку повеќе која е улогата на оваа институција. Возбудата е голема. Возбудата е голема, впрочем, овој 1 септември, иако нам ни престоеше една многу голема подготвителна фаза во текот на летото, сепак возбудата која што траеше во целиот тој период, мислам дека денес кулминира, затоа што е значаен ден, ден на радост, ден на нови почетоци, ден на возбуда од секаков аспект, од можности за нови знаења за учениците, да видиме кои се резултатите, односно што е тоа што ние сме го направиле во текот на подготвителната фаза за почетокот. Едноставно една енергија која што мислам дека е возбуда која што трае и ќе трае во текот на целиот период. Така што нека име со лесно, нема да кажам со среќа, не треба среќа, туку со успех. Со успех, дефинитивно. Ајде сега малку да ја демистифицираме вашата дејност. Слушаме многу често за Бирото за развој во вести, особено кога е поврзано со учебници, со некои нови концепции, но ајде да видиме точно која е вашата сфера на делување. Бирото за развој на образованието е орган во состав на Министерството за образование и наука и е креаторот на образованието на некој начин, еден клучен фактор. Во Бирото за развој на образованието се изготвуваат и се ревидираат наставни програми, се изработуваат наставните планови. Во Бирото за развој на образованието се работат ни за истражување за напредок за квалитетно образование. Се дава огромна подршка на наставниците и секако и на учениците, но најнапред преку професионален развој на учениците. Бирото за развој на образованието од една страна креира и современи форми и методи за работа и иновативни елементи за квалитетно образование. Значи, вие фактички го креирате целиот и го моделирате целиот образовен процес. На некој начин, да. Со години наназад слушавме започнува учебните години без учебници, за жал и завршува. И слушавме за разни идеи во смисла дека е штета на детето да му се даде учебник, па слушавме некои замисли кои што се уште мислам дека не ни се јасни, не знам, родител 1, родител 2. Се надевам дека на таквото нешто му дојде крајот. Оно што ми е важно, што затекнавте вие кога стапивте на оваа функција? Од една страна се радувам што сето тоа е минато
И мислам дека она што го реков како некаква подготвителна фаза, меѓутоа од една страна пак и во креирањето на целиот образовен систем, сите оние недоследности кои што се појавува во текот на годините, беа една појдовна основа, да речам лоша појдовна основа за понатаму на различни начини за коригирање на одредени елементи, затоа што искуството покажа дека низа реформи кои што се спроведува во претходните години не дадоа, не вродија резултати и ние во овој период заеднички ги детектиравме врз основа на најразлични анализи кои што се правеа од секаков аспект, и од наставниците, учениците, резултатите од учењето, понатаму јавната и стручна сфера, сите кои што може да дадат придонес, ги детектиравме и едноставно зачекоривме кон промени кои што со надежда дека ќе дадат резултат. Оно што претпоставувам дека секој еден родител, секој еден ученик го интересира, дали оваа година ќе ги има сите учебници по сите предмети. Бирото за развој на образованието во своите надлежности ги има само дел, една алка во кој дел, да тој речеме, процес. од подготовката, изработувањето на еден учебник е во ваша надлежност? Давањето на стручни мислења, поднос на доставени ракописи. Педагошката служба и институцијата која што го води тој цел процес од печатење, односно после мислењето, од стручното мислење од Бирото за развој на образованието до рецензентите, Националната комисија, понатаму до печатење и степен на дистрибуција. Но Бирото за развој на образованието со својата експертиза и стручните мислења е еден клучен фактор за оценување, односно давање можност на квалитетен учебник. Добро, сепак одговорот она што ги интересира, иако рековте дека само дел од учебникот, сигурно сепак знаете дали ќе ги имаме сите учебници по сите предмети? Деновиве во јавноста, во сите можни медиуми, во секое време од денот, Министерката за образование и наука ја процесираше информацијата дека оваа година сите ученици ќе ги имаат сите учебници. Што значи можеме да спиеме мирно од тој аспект? Па искра, знаете како, она што го рековте и пред малку, во смисла што се затекна. Па се затекна една тема која што воопшто не треба да биде тема во секој случај, затоа што во 21-виот век да зборуваме ние дали ќе има учебници или нема да има учебници, мислам дека тоа е треба се радуваме на тоа. И така е, меѓутоа благодарение на сите заложби на Министерството, начело со министерката професор доктор Весна Јаневска. Значи, тука веќе треба да се затвори оваа тема, затоа што мислам дека од оваа година понатаму тоа веќе нема да биде воопшто ни размислувано, бидејќи може. Ајде тогаш сега околу самата концепција, концептот, замислата, визијата, програмата, каде што исто така се луташе години наназад, каква ќе биде конечно од оваа година? Ајде да почнеме од основците. Па во основното образование има промени, сега веќе нели одиме по моделот на претходната концепција, но со низа промени кои што ги детектиравме врз основа на низа анализи кои што се направија, што ги реков претходно, така што во седмо оделение се условно се враќаат предметите историја, географија. Тоа зборувам за мисля што требаше се спојат, така? Така е, сега веќе од необјасниви причини се поставија сега на вистинските основи, затоа што се покажа како модел кој што не резултира добро и од тие причини и од низа други причини, и организацијски, меѓутоа и главно во фокусот на развојот на ученикот и поставувањето на основите во овие науки, да, значи тука трпеше концепцијата промени. Ке имало, сега ќе ме коригирате, не знам дали станува збор за седмоделенците или воопшто за основното, ке имало нови изборни предмети, така?
Слободните изборни предмети се во фокусот. Значи, во основното образование учениците имаат една огромна палета на избор на предмети, кои што ќе бидат поттикнати или мотивирани врз основа на нивните афинитети. Имаат една огромна слобода тука. Да се промнат едноставно себе си, Апсолутно така. Значи, во фокусот треба да ни е секој пат ученикот и неговиот интерес. Новина и обштествено корисната работа. Значи, учениците ќе можат да практицираат обштествено корисна работа, која што сметам дека ќе вроди со голем резултат. Например, како, каде би се одвивала, Па обштествено корисна работа е во широк поиме, широк е, не знам, хуманитарни акции, не знам, работни акции, екоакции, мислев, посета во градинка, па читање на пензионерски домови, може така би. е, читање на пензионерите, не знам, игра и читање со дичињата од градинка. Значи, низа сегменти каде што учениците сами ќе иницираат можности за да дадат свој придонес во општеството. Нешто што исто ме бенди се вака, ми се допадна во новинките е тоа дека ќе се обидете преку наставните програми да го поттикнете критичкото мислење, размислување. Нешто што не беше својствено, да речеме, порано, затоа што обично беше монолог од страна на наставникот и ученикот само слуша и буба, да не кажам така. А сега дали е ова во смисла да преиспитува се што ќе му каже, за да дојде демек до вистината? Денешницава го бара тоа. Овие генерации, може би на некој начин, ако не сме достигнали до сега, барем сега е времето. Меѓутоа, критичкото размислување треба да ни биде во фокусот и логичното размислување, затоа што генерациите на 21. век мора да целат ни животот токму поставени на овие основи, стекнување знаење, доаѓање до информации, до податоци, до резултати, повторно велам, од учење на овој начин. Ќе се обидете секако да ја развиете љубопитноста. Тоа е можеби нож со две овштрици за наставниците, за се оглед на тоа што ќе имаат 1000 прашања, 1000 зошто, па ќе треба да дадат 1000 за тоа, така? Предизвик. Ама, впрочем, тоа е и улогата на наставникот да одговори не на 1000, едно прашање доколку биде поставено, затоа што љубопитниот ученик може само да оди напред. И треба да бидат учениците отворени во прашањето, да бидат љубопитни, да учат преку љубопитност. Кои се измените или новинките во средното образование и гимназиското? Средното образование, иако пред да преминам на средното образование, би сакала само и уште еден дел за основното образование во однос на обуките и професионалниот развој на наставниците, затоа што тие преку каталог избираат обуки понудени од Бирото за развој на образованието, кои што ги развиваат своите компетенции според личниот план за професионален развој и компетенциите кои што сметаат дека тие треба да ги заегнат. Сега, кога сме кај средното образование, 25 години. 25 години средното образование нема трпено ниту една реформа за 25... Тоа доаѓа четврт век во превод. Така е, четврт век. Ништо не е поместено? Не. Во ера на таков брз технолошки развој, средното образование... На промена на целиот свет. Апсолутно. Меѓутоа, ете сега е можноста, има современи, модерни наставни програми, кои што за прв пат, реков, некаде околу после 25 години, ќе можат учениците особено од гимназиското образование. Нешто што е интересно и е новина и до сега не знам колку пати требало да биде направено, но не е тоа што за прв пат во средното образование, Бирото за развој на образованието преку акредитирани понудувачи реализира приоритетни обуки. Едната обука е веќе изреализирана, значи во рамките на развојот на ИКТ вештините и компетенциите на наставниците, веќе во деновиве треба да започне и обуката за зелени компетенции. Да, првата разбравме, тоа станува збор за вештачка интелигенција. Тоа нешто што зборуваше и Сузе со гледачите, па ќе ја потпрашаме подоцна кои се коментарите, но ова за зелени вештини малку да ни го подобјасните. Па интегрирање на теми за одржлив развој.
Едноставно, значи тука кога зборуваме за зелени вештини, зборуваме за современието и се она што е технолошки развој и вклучување на одржливиот развој во наставата. И тука ќе се обучуваат наставниците. И уште на трета обука има, која што стручните соработници во средните училишта досега воопшто не биле офатени. Во обуки тие ќе бидат оспособувани за работа на развојот на учениците во однос на нивниот професионален и кариерен развој. Значи, ако добро ве разбрав, досега немало обуки за наставниците од средните училишта, од гимназија. Се завршило со... Значи, само они во основно училиште. Така е, значи, затоа велам, сега се овие за прв пат приоритетни обуки, понатаму ќе се развива тој систем. Секако, во зависност од потребите на наставниците, ние сме во постојана комуникација со наставниците и со училиштата, нели, на секаков можен начин, така што добиваме повратна информација и тие ќе бидат поидобните основи за понатаму како да се развиваат. Да, и чисто колку за појаснување, вие што се вели до вчера, бевте наставник, така што многу добро знаете што му е она што му е потребно на еден наставник за да биде добар и уште повеќе најдобар во својата работа. Така е, па јас сум пред се наставник, значи некаде на кај 30-та година во настава на различни нивоа и конкретно професор по македонски јазик. По македонски јазик, така водев 2 училишта извесно време. Па дури бев и во библиотека, така што образованието го имам сите пори во сите пори имам навлезено и лично знам што е тоа што е потребно на наставниците, но тоа што е мој личен потенцијал е само една алка во низата на сите стручни кадри со кои што располага Бирото за развој на образованието. Дали ги опфативме сите ваши активности или има уште некои што сакате да ги споменете? Па би сакала да споменам нешто што е исто така сега во овој период новина е што Бирото за развој на образованието изработи низа подзаконски акти, правилници кои што се усогласени со измените во Законот за основно образование и Законот за средно образование и тоа ќе биде многу олеснително за понатамошниот наставен процес на наставниците, па еве и користам приликава да наставниците се што ги интересира да ги пронајдат на страницата на Министерството интернет страницата на Министерството за образование и наука и секако Бирото за развој на образованието во секој поглед како соработник. Што значи можеме да заклучиме дека се е подготвено за една успешна учебна година, така? Се е подготвено, има уште низа други работи кои што немаме простор и време да се споменат, но важно е дека овој 1 септември, овој прв училишен ден, сите со заеднички сили направивме напори да започнеме една јас посакувам најуспешна учебна година до сега. Многу ви благодарам на вашето гостување. Еве на самиот крај да ја прашаме и Сузе како реагираа гледачите на темата беше за внесување на некој начин на вештачката интелигенција и за жал поголемиот дел од оние кои коментираа се скептични во врска со вештачката интелигенција. Кога ни нешто непознато, се уште се плашиме од него, затоа треба да го запознаеме, претпоставувам. Така е. Јас верувам дека ова ќе биде вистина до сега најуспешна учебна година и посакувам сите новитети кои што се вметнуваат да дадат еден добар резултат и учениците да ги имплементираат и да ги користат, бидејќи ова се паметни генерации, убаво кажавте и вие 21 век и навистина децата многу полесно се снаоѓаат со новата технологија.